А во продолжение одиме на друга тема, или утринското будење кое што го реализираме утрева, а рековме дека зборуваме за интернационалниот танцов надпревар Стејдж, кој што има еден добар континуитет од година во година, а за тоа и за целата организација и се разбира импресиите во продолжение со Тамара Ѓурчиновска од Арт Балет. Тамара, добро утро. Тамара, добро утро. Добро утро. Добро утро. Убаво утро. Стартуваме заедно, веројатно туку што и стартуват во ден или на утринско будење, расонување, у буквална смисла на зборот. Дали беше ова во последниве 10 минути да те разбуди, да разбуди? Ова беше не последните 10 секунди. Преморот си го направи своето. Да. Говори ли за тоа некој пат? Да, знаеме, со Ивана сега на шега да го спомнеме тоа пред да влеземе во студио, некој пат да се погледнеме да знаеме дека не сме спиени, меѓутоа некој пат нели се случува па еве да имаме пладневни сиести или слично, па ќе надополниме. Како и да е, ти благодариме што во 10 секунди успеа да се подготвиш за вклучувањето на Телма телевизија. И многу ни е мило што годинава може ќе се согласиш и ти, особено танцот имаше доста своји брилирања од секаков аспект на сцена, така што и ти си само уште дел од тој можеби патокас кој што ни дава само и ни лева надеж дека танцот во Македонија вистина гради мостови, а и можеме да кажеме дека Македонија на многу убави први позиции се најде конкретно. Дали од хип-хоп, уметност, балет или било што, може да кажеме од бројните разговори кои што ги имавме годинава. Среќни и горди и ние како организација за интернационалниот танцов надпревар Стејдж, но и горда на своите колеги кои што исто така организираат интернационални фестивали, настани и случувања, и навистина Македонија е држава која што има што да понуди. Странците не обожаваат, многу сакаат да доаѓаат тука. И ние ги искористуваме навистина потенцијалите на танцот, талентите на нашите деца, потенцијалите на нашата држава и гостопримливоста на нашиот народ, за да донесеме што повеќе луѓе во областа на танцот, дали е тоа преку балетски фестивал или е преку танцов надпревар. Оваа година се случи 7-то издание на Стејдж и мене ми е навистина драго што оваа година се позициониравме толку цврсто на мапата на сценските и танцовите случувања, што следната година веќе се размислува Стејдж да се прошири во 2 до 3 дена продолжување. Да, тоа е навистина една комплексна организација, ако зборуваме за гостопримството и пречекувањето на сите оние гости или земји учеснички, а исто така и таа цела координираност која што треба да се одржува, односно да биде на нивото дека трае надпреварот. Да, и верувам дека тоа е веќе и дел од искуството, ако зборуваме дека овој интернационален надпревар танцов Стејдж веќе 7 години поред трае. Тоа значи дека од година во година искуството си го прави своето, па може да кажеме дека има и напредок, а и план за негово проширување. Па ако зборуваме за договарањето на земјите, односно учесниците од различни земји, јас споменав утрово дека повеќе од 30 држави се дел или биле дел од овој интернационален танцов надпревар. Тогаш како оди соработката, меѓусебното договарање, учеството и сето она кое што треба да се координира и додека трае самиот надпревар? Вака, јас сум веќе долги години на танцовата сцена и со моето студио и размината на искуства ни сите овие години едноставно си го донесе патот до тоа да се создаде Стејдж. Еве, после Стејдж јас веќе заминувам на фестивал во Белград, веднаш по новата година заминувам во Херцег-Нови, во Словенија, годинава и во Москва и уште 2-3 патувања до крајот на годината. Самиот начин на работење на нашето студио веќе години наназад ја направи соработката со многу студија. Сите тие соработки се допрошируваат преку секој еден настап и се создава едно врежување на сите добри танцови студија кои што често патуваат и практикуваат да инвестираат и создадат нова танцова сцена. Она што е цел и визија меѓу другото на самиот фестивал, односно на надпреварот, е да се овозможи на младите уметници од 7 до 35 години, тоа е возрастната граница,
да ја истражат својата индивидуалност со оглед на тоа што нели и уметничката автентичност во тој свет е особено важна, па како да се стане дел од светската танцова заедница, а тука нели се гради таа мисија на промоција на култура, туризам и интернационална соработка преку танцот, а тоа е јазик кој што сите го разбираат. И верувам дека токму од 7 до 35 години тоа е една возраст која што или возрастна граница во која што веројатно најмногу можеме пред се и да научиме од мали нозе, а потоа да го искажеме својот талент и она кое што може да се покаже на сцената во вистинска светло. Видете да се создаде едно сценарио каде што ќе бидат вклучени од најмаличките до највозрастните професионалци е навистина тешко. Меѓутоа е фасцинантно и инспиративно кога ќе видиш како малечките дечиња пловат низ целиот процес за сцената и колку големите деца оставаат белек внимание и значение на сите преостанати помали возрасти. Навистина левелите се различни, бидејќи малечките се почетници, се срамежливи, дел од нив имаат и послаби настапи, но како одат годините, така веднаш го гледаме развојот на сите преостанати, колку години играат, колку се искусни на тие сцени, и еден од најубавите и најмокните делови се класите на јуниори и сениори, каде што навистина децата оставаат историски настапи за себе. Прекрасно. Иначе, како менторка, ќе потсетам на младите, носиш одговорност, она што е вистина импонира, развој на техники, вештини и така и натаму. Меѓутоа и развој на креативност, самодоверба и сценско присуство, сите овие компоненти можеби ја прават нели разликата помеѓу танцот како хоби и танцот како една уметничка кариера. Како можеби го гледаш и генерално и понатаму развојот на танцот, и пак покрај тоа што кажавме со Ивана, го нотиравме тоа дека утрово Македонија можеби како географско парче вистина брилираше и беше успешна во танцот оваа 2025 Тамара. Оваа 2025 година ќе остане забележана навистина и врежана во моите срца и во срцата на над 1600 дечиња од Европа, нивните прекрасни тренери, родители, другарки. Двете сцени на Националната опера и балет буквално блеска цели 14 часа. Се уште не можеме да си ги собереме импресиите, затоа што се уште ги добива материјалите и мислам и самите можете да погледнете колкава обемен работа е сето ова. Првично да ги договориш до детај, да биде точна целата садница за безпрекорно да се одвива 14 часа на две сцени, каде што во бекстејџот и на стејџот се вклучени преку 60 луѓе од стаф луѓето, и да ги донесеш во земја и да ги сместиш е навистина многу тешко. Голем предизвик, да. Јас се извинувам на гледачите што можеби ме гледаат во вас, особено навистина преморот. Преморот си го направи своето, ама убавината која што гледаат преку овие видеа ќе може да ја разберат. И веќе следната година се гледаме дури и во живо со поддршка од сите медиуми. Прекрасно, Тамара, и меѓу другото биде прашала со оглед на тоа дека има глобален тренд на сите социјални платформи кои што ги имаме, а младите дефинитивно ги нели на некој начин се поврзуваат и си ги почитуваат и своите соученици, пријатели други светови, па глобалниот тренд е токму преку тие социјални мрежи. Како можеби тие вистина влијаат денеска врз младите за да се занимаваат или бават со танцот, бидејќи гледаме дека се повеќе тие сакаат да си ги истакнат можеби твоите животни потенции, конкретно кога станува збор за говорот на тело? Влијанието е огромно од социјалните мрежи, посебно од платформата на TikTok. Јас ја немам, мене некако не ми е интересна, но дефинитивно околу танцувањето TikTokот има најголемо влијание, па потоа Инстаграмот, Јутјубот и така натака. Избегавам да практикувам лично јас социјални мрежи, сем кога се работи за маркетинг. Инспирација црпам од секојдневието, од секојдневниот живот, но да, маркетингот дефинитивно се состои во социјалните мрежи и
Драго ми е што барем дел од децата кои што танцуваат здраво знаат и умеат да пловат во поглед на користењето на тие социјални мрежи, слушањето на добра музика и копирање и инспирирање на убави нешта, а не негативни нешта. Така да мислам дека танцот за сега се уште плови супер низ социјалните мрежи и дава еден убав пример и репер на децата да се занимаваат со танц, да прават, да креираат нови нешта, да се мрежуваат, да учат и гледаат едни од други. Така е, танцот е избор за многумина уште од мали нозе, а имаме голем број примери како кај нас, така и светски примери на кои што се многумина и идоли за тоа како кога ќе се почне од мали нози и понатаму ако се биде упорен и успехот е загарантиран, особено кога се има талентот, но Тамара ќе се согласиш дека редовноста, тој континуитет, вежбањето и дисциплината сама по себе. Дисциплината, да, и слушањето на оние кои што се наши ментори и професионалци во таа област и тоа како има улога. Верувам дека и во арт, балет, оние кои што се дел од ова студио го знаат тоа, меѓу другото и тоа успешно го покажуваат. Една од најубавите работи е постојаноста. Постојаноста, трудот и љубовта и посветеноста. Секогаш велам дека не е доволна само желбата да се започне со танц, не е доволно да се доаѓа само на часови редовно. Тоа е една од најважните работи, но и најважно е да се тука вклучени сите. Покрај љубовта на детето, тука е многу важно да се вклучени и останатите членови од семејството, бидејќи самата подкрепа и амбициите кои што ги бара класичниот и модерниот балет влијаат многу на еден танчер. Упорноста и мотивацијата која што треба да има од час на час доаѓа пред се од него самиот, а потоа и од неговите најблиски. Но постојаноста да ако тренерот ти каже направи 10 пати, ти треба самиот да направиш 20 пати е навистина потребна и би посакала на децата пред се да се занимаваат од љубов, да вежбаат редовно, да се постојани во една работа, не мора да се најдобрите, затоа што во светот на танцот мислам дека без разлика колку пати и да освоиш прво место и европски шампионат и светски шампионат, сепак мислам дека никој не може да се декларира дека е најдобар. Во танцот секогаш постојат нови кореографи, нови композитори, нови инспирации и мотивации кои што секојдневно растат и и самите социјални мрежи ни докажуваат дека таман сме виделе некоја најдобра кореографија, изведба на некакво светско или европско надпреварување, веднаш недела после тоа се покажува дека некој друг изведил некоја поубаво парче. Така да една од најубавите работи во уметноста и во музиката, во сликарството, во поезијата, во филмската индустрија, во театарската индустрија е тоа што нема лимит на креација. Така е, Тамара, убаво кажано и за тоа ќе го завршиме ова наше утринско будење и ти благодариме за вклучувањето и покрај заморот да имаме можност да го споделиме ова со нашите гледачи и преку видеото да видиме. Благодарам и јас на вам, се гледаме следно издание поодморена и Така е, посакуваме успех и уште многу изданија на надпреварот Стејч и се гледаме во следна прилика се разбира и во студио.